Добра вечер за Струга. Добра вечер за победничка Струга. Почитувани пријатели, би сакал најпрвин да се заблагодарам за резултатите кои што ги постигнавме вчера. И после 8 години, откако ја уживаме довербата на народот, ние покажавме дека сме луѓе од народот, со народот и за народот. За Струга и за стружани, за победата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Би сакал да се заблагодарам за резултатите во градските реони во Струга. Да се заблагодарам за одличниот резултат во Враништа, во Драслајца, во Дримкол, во Мислешево и Мислешевски пат, за победата во Радошта, за Јабланица, за Мороишта и Ложани, за Оптис и Подгорци, за Лабуништа, за одличниот резултат во Боровец, Малесија, Ташмаруништа и Калишта, за Мали Влај и Долна Белица. Цела Струга победи, затоа што народот верува во луѓето кои што имаат збор и ја нудат својата доверба. Стружани памтат добро, и добри и лоши времења. Стружани знаат кои политичари поигрувале со нивната судбина, а кои политичари биле со нив. И стружани знаат дека без разлика дали си македонец, без разлика дали си христијанин, без разлика дали си муслиман, без разлика дали си влав, без разлика дали си турчин, без разлика дали си србин, треба да имаш срце за да ја сакаш Струга, треба да имаш срце за да ги препознаеш вистинските, треба да бидеш спремен дел од тебе и твојата енергија и мотивација да ја вложиш во победата на ВМРО ДПМН и Република Македонија. Струга добро знае да направи разлика. Струга добро знае да направи разлика од 2004 година и 2014 година. Струга знае и не заборава дека во 2004 година режисерот кој што ја кроеше судбината на народот се викаше Бранко Црвенковски. Струга знае и не заборава дека главната улога во тој филм, во таа режија со поигрувањето на судбината на стружани ја доби Стево Пендаровски. Тој ја играше главната улога и тој го стави својот подпис и печат на прекројувањето по етничка и по политичка линија. Стево Пендаровски заедно со Црвенковски ја продаде Струга само за 5 години мандат на еден човек кој што беше за жал председател на државата. И во својата изборна кампања Пендаровски тврдеше дека негова цел е да ја врати моќта на народот, да ја врати моќта кај граѓаните. Господине Пендаровски, моќта е тука, моќта е во народот. Вчера вие видовте каде е моќта. Струга гласаше за Иванов, Македонија гласаше за председателот Иванов. Народот, моќта, почитувањето и довербата се тука и никој не мора да ги враќа. Само треба да ги почитува. Треба да ги почитувате тие изборни резултати. И треба да знаете дека народот не заборава, памти и по добро и по лошо. И јас само ќе потсетам тука дека за нас, за Кичево, за Струга, за Скопје, за цела Република Македонија беше голема неправда и тежок ден на 11 ноември 2004 година. Тогаш во Собранието на Република Македонија се изгласа законот за територијална поделба. Еден од тие пратеници кои што гласаа за тој закон седеше во тие клупи и се вика Зоран Заев. Тој гласаше за законот како пратеник на Социјалдемократскиот сојуз во 2004 година. Затоа, господине Заев, не очекувајте ништо од Струга, освен и на 27-ми повторно да ја слушнете и да ја видите моќта на народот. Моќта на народот е во неговиот избор.
Моќта на народот е во неговата вистина. Моќта на народот е во довербата што ја дава на избори. А на овие избори народот покажа дека е моќен, затоа што им верува на тие кои што го почитуваат. Председателот Иванов го почитува својот народ, го почитува својот граѓанин. Иванов ја почитува Струга, ги почитува сите вери и нации. Затоа Иванов е и затоа Иванов ќе биде председател на оваа држава. Затоа што го почитува својот народ. Ние се сеќаваме на тој жежок јули 2004 година, кога стружани, сите заедно, кичевчани, кога излегуваа таму на автопатот, кога ги блокираа улиците, кога протестираа против неправдата. 2004 година Заев не беше тука, избега. 2004 година Црвенковски не беше тука, избега. 2004 година Пендаровски не беше тука, беше председател на ДИК, подпиша и избега. 2004 година Груевски беше за стружани, Груевски е тука и Груевски затоа ќе победи на овие избори, затоа што бил со народот и во добри и во лоши моменти. За Социјалдемократскиот сојуз и нивните луѓе, нивното раководство, имам една порака. Стружани добро знаат кој и како раководеше и како заврши Стружанка. Како завршија фабриките како Борис Кидрич, како Полипласт, како Струшко поле. Ние 24 години, без разлика дали сме биле од ВМРО ДПМН, СДСМ, Турската партија, Влашката партија, Либералната, кој да е друга, ние како млади луѓе пораснавме со вести пред нашите телевизиски екрани кога се затвораа овие фабрики во Струга и кога нашите родители беа стечајци и технолошки вишок. И на ниеден премиер не му успеало да донесе ниту една странска инвестиција, да отвори ниту една фабрика, но затоа кога се работи има успех. Кога се има успех има и резултат. И тој резултат е што за прв пат во Република Македонија ние имаме влада, имаме раководство кое што успеа не само да донесе странски инвестиции во Република Македонија, туку да има договори со странски инвеститори и надвор од главниот град, да се отворат нови инвестиции во другите општини, да има инвестиција и во општина Струга. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. ВМРО ДПМН мисли на Струга, мисли на Охрид, мисли на Кичево, мисли на Дебарца, мисли на Крушево, мисли на Центар Жупа, мисли на Долнени, мисли на Битола. И затоа победивме во цела пета изборна единица. Затоа имаме 21.000 гласови разлика. И затоа ќе имаме 11 пратеници во петата изборна единица како што имавме во 2008 година. И вие, почитувани стружани, добро се сеќавате и на 2009 година. И тогаш имавме председателски избори. И тогаш председателот Иванов беше на оваа говорница. И тогаш настапивме и ја побаравме неговата доверба. Која е разликата од 2009 година до 2014 година? Разликата е голема и е многу важна. Во 2009 година, во првиот круг, председателот Иванов го поддржаа 345.000 граѓани. 2014 година, во првиот круг, председателот Иванов го поддржаа 455.000 граѓани. Тоа значи дека неговата доверба расте, неговиот углед почита кон него. Тоа значи дека народот знае кого бира, зошто гласа и кому ја дава својата доверба. И тоа не е случајно. Не е случајно што Социјалдемократскиот сојуз се уште не успева да смогне сили, барем да ги признае сопствените резултати. Председателот Иванов знае со народот да постапува и да разговара народски, а знае со државниците во странство да постапува и да разговара државнички, да ги брани интересите на Република Македонија. И јас знам најдобро, кога имавме еден голем, важен, правен, а може би историски случај, како Македонија
пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Немаше да помине една седмица или еден месец председателот Иванов да не се јави и да праша: Антонио, докаде сме со тужбата против Грција во Хаг? Дали ќе победиме? Што може да помогнеме? Јас сум председател, имам советници, имам професори, имам луѓе, сакам да ја помогнам на сопствената држава, без разлика дали е викенд, без разлика дали е работен ден. И тоа е најголемата разлика кај Иванов и кај Груевски. Тоа е разликата што за нив и сабота и недела се работни денови. Тоа е разликата, почитувани стружани, и затоа луѓето успеваат и затоа победуваат на избори. Ние имавме во оваа кампања тврдења од страна на формалниот председател на СДСМ Заев дека неговата цел, дека неговата програма е да ја врати насмевката на граѓаните на Република Македонија. И на некој начин Заев со своето однесување, со својата ароганција, со својот начин и постапки на действување како СДСМ успеа на овие избори да ја вратат насмевката на граѓаните, на 455.000 гласачи кои што вчера се насмеа и гласаа со насмевка за Ѓорѓи Иванов. Со тие насмевки и со таа доверба ние ќе победиме и на 27 април. И сега гледаме дека не само што не го ценат она што е наша изборна победа, тие дури со изјавите кои што ги дава Заев ја подценуваат и своето членство, и својот изборен пораз. Јас се сеќавам во Собранието на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз по предлог на Заев и Шеќеринска поднесоја 20-30 амандмани на изборниот законник. Да се подобри изборниот законник, да нема сечење на ленти, да не се почнуваат проекти, да не се даваат изјави на вакви прашања, да нема ова, да нема она, да има ваков заштитен механизам, да се гласа со ливчиња, да се гласа со обележување, да се гласа со 2 избирачки списоци, да има проверки. Сите поднесени амандмани на Социјалдемократскиот сојуз за изборниот законник ние ги прифативме. И еве го мојот палец. Не знам како на Заев му се избришал палецот, но мојот е добар. Држи уште бојата, гласав, ме обележаа и секој еден човек имаше еден глас. Што ли уште треба да направиме за СДСМ да свати дека доживеа изборен пораз? Дали треба да ни ги пресечат палците за СДСМ да свати дека народот победи, дека имаме изборна победа, дека имаме доверба, дека имавме најмирни, најдемократски и најтранспарентни избори досега, во кој што пола милион гласачи гласаа за Иванов, за Груевски, за ВМРО ДПМН, за Коалицијата за подобра Македонија. Гласаа за програма во која што се запишани со конкретен рок и буџет и исполнители 2046 проекти. Тоа е разликата помеѓу нас и СДСМ. Тоа е што ние очекувавме тој да не го почитува председателот Иванов. Очекувавме Заев да не го почитува премиерот Груевски, но не очекувавме Заев да не ја почитува изборната волја на македонскиот граѓанин. Тој во неговиот пристап изгледа дека е ист како и неговиот претходник, господинот Црвенковски, кој што тврдеше дека народот е во право дури и кога греши. Но ние се разликуваме од нив во тоа што ние и сега, и вчера, и утре јасно и гласно истакнуваме: народот е секогаш во право, особено на избори, и народот со право заслужува почит, заслужува надеж, заслужува програма, заслужува победа во Струга, во Македонија, и заслужува стабилно собрание со 63 пратеници на ВМРО ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија. Ура за Струга! Да живее Република Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Благодарам! Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.